Оваа пролет во Радовиш ќе почне изградба на систем за загревање со топлинска енергија кој ќе функционира на пелети и остатоци од дрвна маса. Станува збор за проект во висина од приближно €1.000.000 што го финансира Европската унија, со кој неколку јавни институции под капата на општината ќе добиваат топлинска енергија. Проектот треба да се реализира во наредните 2 години со можност на истиот да се приклучуваат и стамбени единици. Се работи за мини систем за грејење, кој што во прва фаза ќе ги опфати јавните институции. Тоа значи општината, спортската сала, најголемото училиште, гимназијата и една од детските градинки, кои што се тука на овој локалитет околу општината. Со тоа што ќе се направи топлана во спортската сала, таму имаме просторни можности, како извор на енергија во оваа фаза, во првата почетна фаза ќе се користи пелети или чипс од дрво. Од општина Радовиш веќе доставиле барање до владата и јавното предпријатие Македонски шуми да им ги отстапат остатоците од дрвна маса со цел да се изнајде субјект кој ќе произведува пелети и чипс од дрво за потребите на мини топланата. Во Радовишката спортска сала ќе биде инсталирана топланата која што ќе функционира на пелети од дрвена граѓа. Со топланата ќе се загреваат 5 јавни институции во градот. Општинските власти очекуваат овој проект да го реализираат во рок од 2 години. Првиот човек на општина Радовиш Ацо Ристов најави дека работат проект јавните институции кои ќе добијат топлинска енергија да инсталираат и фотоволтаици, за да може да произведуваат и електрична енергија. Ние како општина веќе правиме проект на сите овие институции да инсталираме фотоволтаици, па преку термопумпи исто да произведуваме топлинска енергија преку зимата, а летно време таа енергија би ја давале за улично, па да се ослободиме од зависта на ова уличното осветлување. Така да проектот е многу интересен и ќе биде копирачки за другите мали општини, кај што сите имат своји ресурси кои што можат да го копират проектот и кај што немат топлина да пробат полека да го централизират, бидејќи ние чекајќи го гасот да стигне 30 години, не мрднавме ништо, сите останавме на користење на дрво. Освен во Радовиш, Европската унија во рамките на програмата ЕУ за општините финансира проекти во Струмица, Тетово, Аеродром Охрид, Врапчиште, Велес и градот Скопје.